Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска на тројци инвеститори кои веќе имаат започнато инвестициски активности за отварање 3 приватни домови за стари лица, им ги додели одлуките на владата на Република Македонија за давање одобрување за основање на вакви домови. Овие постапки беа закочени во Министерството за труд и социјална политика повеќе од 3,5 месеци. Веднаш после назначувањето интервенирав, ги лоциравме предметите, ги доставивме до влади и експресно на првата наредна седница владата на Република Македонија ги усвои информациите и ги донесе одлуките за давање на одобрување за основање на приватни домови за стари лица. Станува збор за тројци инвеститори кои веќе имаат инвестирано значителни средства за вакви приватни институции. Тие претрпеле одредена штета, бидејќи чекале овој период да им се издаде одобрувањето. Би сакал во името на вработените и во името на Министерството за труд и социјална политика да им се извинам за одолговлекувањето. Едноставно ова одолговлекување е одлика или начин на функционирање на техничките министри од редовите на ССМ, меѓутоа хаосот запира и постапките се откочени и ми е драго што овие институции, три приватни домови за стари лица и набрзо ќе почнат да функционираат. Очекувам во следните 2 до 3 месеци да започнат со функционирање, со тоа и да отворат дополнителни 120 легла за стари лица, да се формираат 3 приватни институции, како што кажав, и што е најбитно да отворат нови минимум 40 работни места во Република Македонија. Петар Старделов е еден од инвеститорите на старски приватни домови, кој истакна дека неговиот објект е готов и подготвен за почеток. Нашиот објект е готов и тој е спремен за почеток, меѓутоа со оглед на околностите што беа досега, не бевме во можност да добиеме техничката документација за да може да отпочнеме со работа. Со брзата интервенција на владата се надеваме дека во брзо време ќе добиеме решение и дека ќе започнеме со работа. Инвеститорот појасни дека капацитетот на домот кој што го отвара има најмалку 40 легла и најмалку 12 вработени на почетокот, со можност, како што рече, да се прошират дополнително.